Почитувани родители, почитувани ученици, почитувани граѓани. Како одговорна и државотворна партија, секогаш сме биле во насока, во јавноста, да се изнесуваат ставови кои што се вистините, со цел граѓаните да ја знаат точната информација. Во изминатиот период, во јавноста се шират шпекулации и невистини, главно од опозицијата, за што чувствувам одговорност како член на Комисијата за образование во Собранието да споделам одредени информации кои се поврзани со новиот предлог закон за учебници кој е во собраниска процедура. Прво, не е вистина дека во учебната 2021-2022 година сите ученици ќе учат по нови наставни програми. Согласно усвоената концепција за основно образование, во учебната 2021-2022 година по нови наставни програми ќе учат само учениците од прво и четврто оделение, додека сите други ученици си продолжуваат по старите наставни програми. Второ, не е вистина дека во учебната 2021-2022 година целосно се укинуваат хартиените учебници. Почитувани. Вистината е дека реформата ќе се спроведува етапно. Што значи тоа? За учениците од прво до трето оделение и натаму ќе се обезбедуваат печатени учебници, бидејќи тоа е период во кој треба да се развие однос на ученикот кон книгата и така и ќе остане. За учениците од четврто и погорните оделенија, прва опција ќе бидат дигиталните учебници, имајќи предвид дека кај нив веќе се развиени вештините за примена на IT технологија и електронските алатки. Во учебната 2021-2022 година само за учениците од четврто оделение ќе се обезбедат дигитални учебници, а за сите други оделенија си продолжуваат со учебници во печатена верзија. Доколку овој проект во четврто оделение се покаже како успешен, следните години сукцесивно ќе се воведуваат дигитални учебници и во погорните оделенија. Во спротивно, секогаш можеме да се навратиме на печатените учебници како и досега. Лектирите секако си остануваат во печатена форма, а учениците секојдневно на училиште ќе учат и пишуваат од печатени наставни материјали и воопшто нема да изгубат контакт со книгите. Овој комбиниран пристап практично ќе им овозможи на децата да имаат достапни материјали во дигитален формат, како и да ги користат во секое време, на секој уред, за повторување, за потсетување и така натаму. Дигиталниот учебник, согласно предлог законот за учебници, според структурата е идентичен со учебникот во печатена форма, но е збогатен со мултимедијални содржини, што ќе представуваат на дополнување на основниот текст, односно со филмови, анимации, видеоприкази, галерија на слики и задачи, интерактивни квизови, тестови и слично. За прв пат, секој учебник ќе биде достапен и во аудио формат на сите наставни јазици во државата, а за учениците со оштетен вид ќе се печатат и учебници на брајово писмо. Почитувани, оваа реформа не предвидува учебникот да е основно средство за едукација и совладување на наставната материја. Идејата е децата да ја совладаат наставната материја во училница преку интеракција со наставникот, што би значило дека учењето останува во училница. Работењето на родителите со децата се намалува, а учебниците ќе им служат на учениците само за потсетување на веќе совладаната наставна материја. Трето, не е вистина дека материјалите за учење нема да му бидат достапни на секој ученик. Почитувани, секое училиште има обврска да обезбеди потребна количина на IT уреди, односно таблет компјутери, кои ќе се даваат на користење на учениците што не поседуваат електронски уред за употреба на дигиталните учебници.
Доколку од било која причина некој ученик не е во можност да ги користи електронските учебници, училиштето е должно да ги испечати учебниците и да му ги додели во хартиена верзија. Четврто, не е вистина дека целта на дигитализацијата е намерно да се продолжи со онлайн настава. Апсолутно најдобар начин на учење е во училишните клупи. И оваа дигитализација воопшто нема за цел да го замени учењето на училиште со учењето онлайн. Напротив, МОН се залага за што поскоро враќање на децата во училиште, штом епидемиолошката состојба тоа ќе го дозволи. Почитувани, целосна манипулација е дека дигиталните учебници се воведуваат за намерно да се продолжи со онлайн наставата. Учениците ќе се вратат во клупите каде што им е местото. Почитувани родители, воопшто нема простор за паника. Нашите деца се и повеќе од подготвени за овој процес на дигитализација, кој повеќе не е тренд, туку составен дел од нивното живење. Впрочем, позитивните искуства од нашето соседство и пошироко покажуваат дека тоа е така. Ви благодарам.